кога знаеш дека немаш веќе држава? Кога во се и секаде и во секого почнеш да се сомневаш. Па почнуваш. Овој пријателов директор нема поим каде му се наоѓа факултетот, не знаеш шо полагал во прва, а камоли шо пишувал за дипломска, а веќе е магистар, сега бил на докторски. Уште малку во НАСА ќе го запослат, пошто нема место на аеродромот Милкије, која од медицинска сестра турбо стана доктор на науки. Кога гледаш решението од јавна институција и сваќаш дека тој што го напишал случајно ги прескокнал првите 4 оделенија од основно, кога се учи како се чита и како се пишува, кај се става запирка, а каде се ставаат наводници. Купуваш и виршли, ама и тие ти се сомнителни, комплетно сомнителни. Не се со помина друг на трајање, ама такви се малце подуенки, така и малце позеленети, изгледаат ко на стероиди да се гарант се препакувани во испечатирани нови рокови. Со испечатирани нови рокови. Се гледаме на инфективно ако не примат. Не, ако ги лапнеш ти, ако ги јапнеш, да виршлите. Купаш од овие рендираниве тренерки во властена продавница, ама нешто се кривиша во овите. Можно е да се од пазарот чутка, со шиена етикета ако божем оригинал, а попустиве со прелепени цени. Кога поштарот, например, досега од 10 нарачани пратки, само 5, од досега нели 10 нарачани пратки, само 5 ми донел, а и тие 5 се отворени или се отварани, се сиба мајката, бе, гледаш дека се отварани. А овие од карго ни данок плаќаат, ни ДДВ, ни бутур, само пари на рака. Абе, боли се од пластична, таму е безцаринска зона. Инекцијава што треба да ми ја стават, да не има само вода внатре. Изгледа цела држава се лечиме на плацебо ефект, водичка шеќерна, зашекерена водичка. Само што кога си вистински болен, плацебото не ти вреди ни 5 пари. И не де Боже, си умираш. Тоа. Ја гледам медицинска сестра државна од тие со средно медицинско или од тие со средно вечерно, ама без вечера, нели? Директно била на полагање усно. МВР посебна приказна. Полицајците ако не се у седмица на кркање, ги нема навечер на партизанска, додека збирштина од криминалци или егоисти со мали куриња вежбаат како да го изгазат следното дете на следниот пешачки премин. Затоа ги има у 7:30 са бајле полицајците да сопираат луѓе кај што одат на работа, затоа што возеле 62 на час. Толку бе, толку. Ништо друго од тоа полициската работа. Нит ќе те најдат, нит ќе ги најдеш ако ти треба. Автобусов на ЈСП? Има ли кочници, има ли ауспух, или му е свртен навнатре за да не грее? Бил некојаш на технички преглед и шоферов е за у Холивуд, со едната рака типка на бублен, со другата држи цигара, со третата брише шофершарна, со четвртата си го чеша Стојко. Со која рака вози, само еден Господ знае. Лековиве кај ги нема, кај ги плаќаме, кај се како шеќерна водичка, плацебо ефект, не се знае никој ги увезува бе. Ништо увезува. Кој знае во каква гаража во Бангладеш танцаат кутии и бутаат таблети. Ако не верувате, пробајте грчка Виагра и оваа тука што ја продаваат. Нема допирни тачки. Јас да, фала Богу, уште немам потреба од Виагра. Со грчкава 3 дена ќе шетате со црвени уши бе, таа Виаграта така ми кажуеле бе. Со 3, вика грчка Виагра, апнеш, вика 3 дена, шеташ, вика со црвени, вика уши и јарбало тоа, ко македонското знаме, ко за македонското знаме откутлеш. Јарбало тоа. Сметкиве за струја. Изгледа по фаца ни ги одредуваат. Ко продадач на кајмак во Буњаковец, колку кајмак од 500, молам 600, колку? 600 денари пола кило, дечко, не ми се моли тука, ај тргни се оттезгава ако не купуеш. Таксистиве ко од луди Макс да се излезени филмот, коли не крш, насекаде чат, пикавци, корне, лук, тој не забањат 3 недели, смрди, ракија, пиво, облечен по задња мода од 83 година. Нозе немијани у сандали летно време, не знаеш дали ќе те силува или ќе те ограби. Кога ќе прашаш за лиценца, ти вика возам лица бе, лица возам, бе лиценца, појака лиценца од тоа што возам 4, 5, 6 лица нема. МВР објавува слика од криминалец, го повикува народот да го пријавел ако го види, ама слика не им треба кога даваат на 200 светски криминалци пасоши и на убици и на платеници. И обичниот народ кога го малтретираат и кога го ограбуваат финансиски да смени документи за Северна, а никаква обврска не постои. Тогаш само пари им требаат, значи.
Реагенси нема во ниедна државна лабораторија, или ако има резултати не ти се како да си јал шајки, хемоглобинот доле, железото горе, бели крвни зрнца кога да имаш корона, црвени кога да немаш крв, а ти 3 дена наводно се качуваш до врв без да се задишеш. Абе, нема држава, бе. Дедо лежи 4 години затвор за кубење на шекеринска, ама за газање дете и бегање од лице место со кола, откако си го сгазил детето, а детето умира, добива типов 2 години робија. Да не зборам дека за влегувањето во собрание и тепачка се добиваа 15 години затвор, не ги уште лежат по затвори. Детето што игра кошарка во репрезентација толку е талентирано што за него најболи кошаркар е Ибрахимовиќ. Комшијата штуро и пушта гласна музика до Пеца Бајле, ако го пријавам, може да ми тропне на врата и да ме исчука, бе, онака здраво да ме исчука. Нормално кога полицијата што си ја викнал се гушка со него. Кај си, брат, и секој втори збориме тоа. Брат, Фатмир, брат. Секоја чест, бе, брат, што има за пиење, брат, нека пријавуваат, бе, брат, бе, кој ги еве, бе, брат, бе, дај ние тука да се напиеме, дај викни сендвичи од седмица, бе. Кај нас се уништува храната со измината, кај нас, уствари, не се уништува храната со изминат рок, бе. Абе, не се уништува. Таа се пласира на пазарот у шутка, или ако е поасолна и не се забележува, се прелепува, се враќа на акција за 2 за 1 нешто така, по ефтини цени по маркетиве. Сте виделе, нели? Сте виделе тоа и тоа го купиот овие Lidl, Midl така праве. Сте виделе во Lidl уствари? Се заебавам. Во Lidl, дали сте виделе така? 2 производи во акција, 2 за 1, 3 за 1, сте виделе? Па нема ни да видите, бе. Тоа е 2 за 1, тоа е македонски изум, бе. Да го отрујат народот, да ти продае храна или чоколада, или чоколада мање више што е со изменен дрог, нема ништо да се случи. Ама други производи. Судикава што судела за клучни предмети за злоупотреби и корупција има 12 стана, 5 коли, 7 дуќани и сите се подарок од семејството. Сите. Ко тој Рашко што беше нели на роби, деца во одроден ден пари собирал, па за тоа. Абе не гледаат здрав мозок и не прцаат ко нездрави, бе. 7 дуќани, судија, 7 дуќани, 12 коли, 12 стана, бе, фамилијава, како да не се голтери од долно дупени, туку да како да е наследство од некој крал, принцот од Монако, што знам ја. Ако се запали стан повисоко од 4-ти кат, можете одма у црква Свети Петка, пошто ниедна пожарна нема да може да го изгаси. Пардон, може да ќе може со скалите на Шилегов од 2,5 милиони евра. Тоа е од 1,5 милиони евра, колку беа таму. Криминалот не се исплатува. Во Македонија криминалот се преплатува. И ако те фатат, имаш со што да платиш, нели? И да ги правиш сите будали. Шифра, Мериот. Тоа ви е. Марихуаната за која ги апсат децава низ град, од која риче и чија плантажа е дојдена, шо мислите? Изгледа од зајчеврита и уште мал милион вакви сомнежи на секој чекор за најмала ситница. Зошто? Затоа што веќе нема доверба, бе. Сите сме во параноја, сите сме сомнителни за било што. Всушност, реален страв да не си баш ти тој малер, страв за сопствената безбедност и живот, страв од неизвестната иднина, страв и гадење од се што се случува, поради кои младите од овде се селат у свет што подалеку. Без пари се издржува, ама живот во мафијашка држава, тоа не се издржува, затоа и си одат младите. Верувајте му на Чичо. Ако не верувате, здравие и утре има ден. Ке ви се докаже 100 пати. Тоа е. Ние сме Европа. Го закачиле слоганот овие калпазаниве од СДС на своите митинзи и средби со народот. Ако се Европа, бугарите, грците и албанците, да, вие сте бугари, грци и албанци, но Европа не сте. Го помните оној стих на Тото Котуњо, Бог да опрости, оној што ја пееше песната Unite, Unite Europe, кај што вели «Sono italiano, italiano vero», што значи во превод «Јас сум италијанец, вистински италијанец», а вие од СДС не сте македонци. Не,
Па вие самите се срамите од тој збор, не го изговарате. Вие велите нашиот народ, нашата земја, нашиот идентитет, националниот театар, државна институција. Нема јас сум македонец, ова е македонски народ, македонски идентитет, како што е всушност европски, како што се однесуваат европјаните со своите вредности и народи. Не сте вие Европа, вие сте само добри лажговци и квислинзи, кои лажете 30 години и народот 100 пати ви поверува на вашите лаги. И мислите дека пак ќе го заебете народот? Толку сте префригани, ама прочитани сте како селски буквар, како оние ваши финти со 80% покачување кои ви ги донесе Квислиншкиот уставен суд, а сега ќе се почастите со нови 400 евра по арамија функционер. А од Европа имате само чоколадите што ги бута Маричич кога прави пауза од бифтеците, што се на сметка на народот. СДС, кој ви го смисли слоганот "Ние сме Европа", онаа иста агенција која ви ги водеше локалните избори, да ви ги врати парите стручњакот за маркетинг, демек ќе победите на избори ако речете дека вие сте од Европа, а другиве се од Русија. Битно е вие што ќе речете и битно е другите да се руси, демек вие сте добрите, а другите се лошите, тие русите. А лажгите бе, Минхаузен, гомна да јаде бе. Вие азинете, лжете, па рековте дека дојде живот во Македонија, па после излезе дека пола народ изумре, а пола се исели, значи живот јок, тарабука, да не речам штавена кожа, а штавена кожа се вади само од мртви животни. Па рековте дека ќе дојде правда, дека ќе ги вратите парите што ги украла таа претходната гарнитура. Правда дојде, ја осетија оние патриоти што ги осудивте за ништо 180 години, а парите да, стварно му ги вративте на Мијалков, додуша не сите, ама па сега шо е тоа ситно за него успоредба од тоа купчето што беше? Рековте ке има и бесплатно, нели, европско здравство, па еден тон народ испоумира по приватните болници за големи пари, а за државниве само ќе ви ја спомнам онкологија. Рековте ке има и демократија и слободно стопанство, па затоа запосливте 70.000 комунјари дуевци во државна администрација, па мораа 160.000 млади македонци, албанци, роми, турци да избегаат од Европа, не можејќи да поднесат вашата тендер демократија во која не осиромашивте до коска. Да ви ги спомнам само стапките на инфлација и блокирани сметки на граѓаните кои се највисоки во Европа и многу блиски до врвот на светот. Рековте ке има и борба со криминалот, а вие сте први другарчиња со криминалот. 200 белосветски криминалци земаа македонски пасоши, додека обичниот народ со мали деца чека во редови на дожд, безуставно и беззаконски да им наметнете, нели да извадат нови пасоши со северна. Излажавте дека нема да го смените името, се колневте во деца, во жици македонски, како демек народот ќе му ја земел мерката на тој што ќе се обидел, а вие го измамивте народот во лице, во очи, му плукнавте во уста, му сменивте име, не признавте законски, неуставен, неуспешен референдум и насилнички со подкуп и уцени го сменивте името невалидно во парламентот. За тие ли европски вредности зборувате? Така е во Европа, ова се европски манири, па ако е така во Европа, што кој мој ке ни е Европа? Ова е само насилие и диктатура ако вие сте Европа, значи вие сте насилие и режим. Мислите дека со еден слоган "Ние сме Европа", народот ќе ви ги заборави изгорените во Тетово и во Бугарија и загинатите во автобусот на Дурме и неказнивост инсталирана од вашата европска правда и корумпираност. Само така ние сме Европа и народот ќе ви ги заборави идиотските набавки на вакцини, ќе ви го заборави богатењето со струјата, давањето концесии на влада, на жена му на премиерот, ќе ви заборави се, ќе ви ги заборави пукањата по трговски центри, газењето деца, немањето никаков ред во сообраќајот, убиствата на деца, пропустите во вашата работа, како и шурувањето со криминалците и белосветските шпиони. Ќе ви го заборави кадровското расулување на писмени кадри без школа со купени дипломи кои праќаат емисари за провизија во фирмите. Ало бе, па вие сте најголемиот работодавец во Македонија. Ако сте вие Европа, вашите европски емисари, до душе не само вашите, има нешто малку појки од ДУИ, од Алијанса, од Алтернатива, секојдневно комуницираат со фирмите и дрпаат кој колку ќе стигне како најкорумпирана земја. Впрочем, најбогатиот вице-премиерот кај вас моментално е на црна листа. За не мислите дека е доволно само да кажете "Ние сме Европа"? Не постои стопанственик или граѓанин во Македонија кој не е олупен од вас за овие 7 јадни и мизерни години и сега ќе му го смените мислењето со она "Ние сме Европа". Многу сте се заебале.
нема да може, сте направиле рачун, сметка без крчмар, а крчмар на оваа земја народот, ни вие, ни дуи, ни калето, ни странските амбасади. Не, господа, вие не сте Европа, вие сте и Дризово, наскоро во нашите кина, ширум слободна Македонија.